Почитувани, пред неколку дена беше имитувана изјава на градоначалникот Зоран Заев, во која се закани дека доколку дојде на власт, прво што ќе направи, ќе ги избрка неговите неистомисленици, вработени во државната администрација и на нивно место ќе вработи членови од неговата партија. Не требаше долго време господинот Заев да се демаскира пред јавноста и да го видиме неговото вистинско лице. На недемократ, тоталитарист, гневен човек со шовинистички идеи. Ве подсетувам, во 2003 година тој стана пратеник на СДСМ и од државната администрација избрка 100 вработени. Во 2005 година, откако стана градоначалник на Струмица, првата работа за која се зафати беше смена на професионалци, отпуштања и на нивно место вработување на партиски послушници. Тезата на господинот Заев за пренатрупана државна администрација е паушална и дадена за политикански цели. Ефикасна и квалитетна државна администрација е невозможна без вработување на нови кадри кои управуваат со современите технологии. Иако цел град знае дека во општина Струмица во последниве неколку години се врши партизација и се пренатрупува администрацијата, владата на Република Македонија ги почитува сите кадровски одлуки и решенија на Зоран Заев. И сето тоа во името на правниот и демократски поредок на земјата. Јас поделувам загриженоста на граѓаните вработени во времето на СДСМ во изминатите 20 години. Со овие изјави, господинот Заев ја доведува во прашање нивната стручност, образование и квалификација. Но политиката на заплашување, притисоци и закани е одамна завршена, затоа што ние знаеме да ја процениме компетентноста на секој кадар. Секој граѓанин кој се вработил врз основа на квалификација и компетенции ќе биде заштитен. Сега, е очигледна причината зашто подпредседателот на СДСМ е против новиот закон за државна администрација. Новите прописи ќе овозможат неполитизирана јавна администрација. Токму поради нашата загриженост од ваквите неодговорни изјави, денеска ВМРО ДПМН поднесе представка до Државната комисија за спречување на корупција за покренување на постапка за разгледување на овој случај. Дадените закани на господинот Заев никогаш нема да се реализираат. Гарант за тоа се позитивните законски прописи на државата Република Македонија и политиките на владата кои кај граѓаните имаат безрезервна поддршка. Ви благодарам.